Спречувањето перење пари на дневен ред во парламентот. Барање за решение на енергетските проблеми. Нов тест открива 96% од ракот на јајниците. Забавениот говор помага во комуникацијата со кучињата. HMD подготвува нов флагшип смартфон. Откриен одговорот на тајната на статичкиот електрицитет. Откриен портрет на Пикасо со вредност од $6,7 милиони. Пратениците на денешната пленарна седница ги изгласаа измените на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, како и измените на Законот за експроприација. Пратеникот Сали Мурати од Европскиот фронт истакна дека измените имаат процедурални и суштински недостатоци, вклучувајќи правни неусогласености и недоволна јавна расправа за законот, особено во врска со продолжувањето на роковите за привремен застапник. Исто така, во собранието беше одбележан меѓународниот месец на борбата против ракот на дојка. Пратеничката Жаклина Пешевска истакна дека ракот на дојка е втор најчесто дијагностициран рак кај жените, нагласувајќи ја важноста на раната дијагноза и редовните лекарски прегледи за успешно лекување на оваа болест. Романија, Бугарија и Грција поднесоа заедничко барање до Европската комисија со цел решавање на проблемите во енергетскиот пазар. Ова барање ќе биде разгледано на состанокот на Советот на министри, закажан за 15 октомври, што го потврди романскиот министер за енергетика Себастијан Бурдуја на пресконференција по владината седница. Министерот истакна дека ќе бидат разгледани цените на електричната енергија, при што Романија на 11 јули плаќала 190 евра за мегават час, значително повисока сума во споредба со Франција и Австрија, кои плаќале 78 и 75 евра соодветно. Според Бурдуја, високите цени на електричната енергија во регионот, кои достигнале 234 евра за мегават час до 2 септември, се последица на недостатокот на интерконекции помеѓу земјите од Источна и Западна Европа. Ова особено се однесува на Австрија и Словачка, што ги спречува ефтината енергија произведена на Запад да стигне до Источна Европа. Министерот најави дека, врз основа на студиите на операторите на електропреносните системи, ќе побараат конкретни мерки за справување со овие предизвици. Најпрецизниот ултразвучен тест може да открие 96% ракот на јајниците кај жените во постменопауза, покажа новото истражување, а резултатите сугерираат дека тестот треба да го замени сегашниот стандард за тест за нега, се согласуваат британските експерти. Една нова студија ги спореди сите тестови за дијагностицирање на оваа сериозна состојба кои моментално се достапни на пазарот и откри дека еден од нив е многу почувствителен од другите. Од 6 тестирани дијагностички тестови, најпрецизен бил моделот ИОТ Андекс, кој се обидува да открие како изгледа грудка при ултразвучен преглед, а со негова помош во дури 96% од случаите бил откриен рак на јајниците. Овој ултразвучен тест значително го надминува сегашниот стандард на нега во Велика Британија, велат британските експерти предводени од професорот Суда Сундар од Универзитетот во Бирмингем. Според нив, наодите сугерираат дека овој конкретен тест треба да го замени сегашниот стандард за тест за нега во Обединетото кралство, наречен индекс на ризик од малигнитет, кој идентификува 83% од карциноми на јајниците. Иако попрецизниот тест веројатно ќе резултира со поголем ризик од развој на рак на јајчник на голем број жени кои немаат рак, експертите се согласуваат дека тоа би било генерално корисно. Луѓето инстинктивно го забавуваат својот говор кога им се обраќаат на кучиња, што одговара на рецептивните способности на милениците и им помага подобро да ги разберат командите. Студијата, спроведена од Елоизе Део и неговите колеги од Универзитетот во Женева, покажала дека кога луѓето зборуваат со кучиња, го намалуваат темпото на околу 3 слога во секунда, што е побавно од типичната брзина на човечкиот говор. Според научниците, ова забавување се совпаѓа со делта ритамите во мозокот на кучињата, што укажува на различен начин на обработка на звуците во споредба со луѓето. Истражувањето, кое користело електроенцефалографија за да ги испита мозочните реакции, открило дека, иако кучињата користат побавен ритам за обработка на говорот, за да го разберат наменетото значење им е потребна и соодветна содржина. Ова покажува дека разликите во брзината на вокализацијата и обработката на гласот помеѓу луѓето и кучињата можат да се надминат со прилагодување на начинот на комуникација. HMD Global, позната по своите достапни Nokia телефони, подготвува нов флагшип уред, наменет за повисок пазарен сегмент. Според инсайдерски извештај, новиот модел, наречен HMD Moon Knight, ќе вклучува полет FHD+, екран со брзина на освежување од 144 Hz и ќе биде придвижуван од Snapdragon Qualcomm 8X Gen 3 процесор. Уредот ќе има сет со 4 камери и алуминиумско кукиште, но за останатите спецификации ќе треба да почекаме по детални информации. Во меѓувреме, HMD Global го представи својот прв асортиман на телефони под сопственото име, HMD+, и истовремено ги ажурираше класичните модели на Nokia. Иако Nokia уредите се уште присутни на пазарите, во некои делови од Европа тие веќе не се дел од актуелните понуди на компанијата.
Вистина е дека статичкиот електрицитет е феномен познат уште од времето на грчкиот филозоф Талес од Милет, кој во 600-та година пред нашата ера забележал дека триење на крзно со килибар привлекува прашина. Вистина е дека овој генериран полнеж стана познат како статички електрицитет и многу луѓе го препознаваат преку пуцкањето во косата или залепувањето на балонот за дидот. Вистина е дека научниците со векови се обидувале да ја откријат суштината на овој феномен, но сега конечно имаме одговор. Вистина е дека на почетокот и на крајот на лизгачкото движење, кое произведува статички електрицитет, постојат различни сили, што резултира во диференцијален полнеж. Вистина е дека научникот Лоренц Маркс објаснува дека тоа доведува до појава на статички електрицитет и првпат ние сме во можност да ја објасниме мистеријата на триењето. Вистина е дека статичкиот електрицитет настанува како резултат на триење на два материјали, познато како трибоелектрицитет. Вистина е дека преносот на полнежот помеѓу овие површини е трибоелектричен ефект, кој досега бил потешко да се определи. Вистина е дека единственото сигурно нешто досега било дека триењето на два материјали произведува трибоелектрицитет. Вистина е дека во 2019 година Маркс и неговите колеги направија значителен напредок во истражувањето, откривајќи дека триењето на два материјали ги деформира микроскопските испукчувања на површините. Вистина е дека овие деформации создаваат напон, што е клучно за разбирањето на процесот. Вистина е дека во новиот труд, Маркс и првиот автор Карл Олсон го пополниле остатокот од сложувалката. Вистина е дека тие развија нов модел кој ја пресметува електричната енергија и вредностите на струјата за различни случаи се совпаѓаат со експерименталните резултати. Вистина е дека нивните пресметки покажале дека концептот на триење е клучен за генерирање статички електрицитет. Вистина е дека се нарекува еластично смолкнување, односно способноста на материјалот да се опира на напорите на лизгањето. Вистина е дека кога триете два материјали, тие се опираат на движењето, создавајќи триење. Вистина е дека кога изолацијски површини се тријат една со друга, еластичните напрегања на предниот и задниот дел се различни. Вистина е дека тоа доведува до различни набојни и поларизациони ефекти, што резултира со струја помеѓу два различни набоја. Вистина е дека иако моделот не го објаснува секој аспект на трибоелектрицитетот, тој решава голем дел од проблемот. Вистина е дека понатамошни анализи и експерименти ќе им помогнат на научниците да ги разберат ситните детали, со надеж дека тоа ќе доведе до подобро разбирање и контрола на трибоелектрицитетот. Во 1962 година, Луиджи Лоросо, собирач на стари предмети, открил неконвенционален портрет во подрумот на една вила во Капри. Сликата, за која семејството немало представа дека е вредна, била врамена и изложена во нивниот дом, но без посебно внимание. Иако на неа стоел потписот на Пикасо, тоа не им значело многу, а особено неговата сопруга не била задоволна од делото, сметајќи го за ужасно. Децении подоцна, по барање на семејството, фондацијата Аркадија го проучила делото и, со помош на познатиот уметнички детектив Маурицио Серачини, го потврдила потписот на Пикасо. Сликата била идентификувана како портрет на француската уметничка Дора Maar, која во тоа време била љубовница на Пикасо. Ако се потврди автентичноста на делото, тоа би можело да достигне вредност од $6,7 милиони. Спречувањето перење пари на дневен ред во парламентот. Барање за решение на енергетските проблеми. Нов тест открива 96% од ракот на јајниците. Забавениот говор помага во комуникацијата со кучињата. HMD подготвува нов флагшип смартфон. Откриен одговорот на тајната на статичкиот електрицитет. Откриен портрет на Пикасо со вредност од $6,7 милиони.